Значи, повторно се враќаме во студиото по рекламите. Ова е емисијата Систематски, а темата е вечерва зошто матичните лекари сакаат да се врати партиципацијата, односно да им наплаќаат на своите пациенти. Матичните општи лекари сакаат по 50 денари, а гинеколозите по 200 денари. Зошто, ќе ми објасните ли кои се мотивите? Дали не се доволни оние 45 денари капитација и дали сметате дека трошоците се поголеми или квалитетот на услугата ќе се зголеми? Што се основните мотиви? Да, па би сакала нели да информираме јавноста, значи од каде произлезе оваа иницијатива. Значи јас од кога ме назначија за нов претседател на Сдруженијето на приватни лекари, мислев дека е најразумно, значи прво да поминам во секој град, да ги сублимирам нивните размислувања, да видам каде се нивните проблеми, да ги лоцирам и од сето тоа потоа да произлезе што бара, значи оваа докторска фела. Најголемиот проблем кај што беше сегде е, значи, изголемениот број на прегледи. Кај матичните доктори, бидејќи влезот е бесплатен, значи нема никакво ограничување, многу е слободен влезот, дури и премногу. Најголемиот број е 80 до 100 прегледи во ден. Значи, она ние кои што го сметаме како професионалци, каде што мислиме дека треба да проговориме, ние бараме помош од релевантните институции како да се стави еден ред во тој влез. Значи, сметаме квалитетен преглед во една смена. Како е можно 100 пациенти да се прегледаат денеска? Значи, по колку минути им посветувате? Значи, минутажа никој не брои. Знаете, значи, кога ќе влезе пациент, може да ви се деси ова од пракса. Значи, би ви го кажала колку сме ние достапни. Значи, во моментот пациент ви влегува со 3 книжки, ви вика да пишете лекови за мајка ми, за брат ми, мене да ме прегледате, кашлам, болна сум. Во моментот може да ви се случи да ви се јави некој на телефон и да ви порача: докторке, ќе ве молам ако може рецептите да ми ги испринтате, јас кога ќе дојдам да не чекам, кај сестрата да ми ги оставите. И може во истата минута од другата врата, која што е кон сестрата која што води, да дојде, значи, друг пациент кој што се буцкал и да влезе да чукне: ама јас сум само за мерење притисок. Значи, треба секој да свати, значи, нема почит кон нашата струка, кон нашата професија. За еден доктор да се насочи со своето внимание кон пациентот, му треба мир. Треба ред, треба, значи јас да имам 15 минути да запишам. Второ, сметам дека сите пациенти знаат колку имаме ние администрација. Значи, администрацијата е енормна. Во моменти се случува да не го погледнеме пациентот, а на секој матичен доктор му треба квалитетно време за да посвети внимание, за да ја види бојата на тенот, за да го сослуша, за да му мери, за да размислува во моментот на тој пациент кој што е тука. Колку се оптимално вака потребни минути за да се прегледа еден пациент? Просечно. Знаете, порано, пошто јас сум меѓу првите 10, значи можеме на хронологија да кажувам за ова приватно здравство, значи имаше минутажа, обичен преглед 15 минути, преглед на еден систем беше 20 минути, тоа е од оној правилник кој што постоеше првиот, кој што се создаде со минутажа, со цени. Некој протокол за сепак. Така, имаше минутажа, значи бевме платени 480 минути беше работно време. Значи имаше некоја минутажа и пак ќе кажам, дали оти беше на почеток или се, али имаше од прилика 29-30 прегледи. Значи нормално имавме време да го прегледаме, да му посветиме, да прочитаме за нова литература. Значи докторот не сме овој систем да остане вака затворен. Се е во ред доколку не се акутни пациентите со температура. Може да се случи во зима е, епидемија на грип, пациенти со температура немаат избор, мора дента да дојдат кај вас. Да. Невозможно е просто 80-100 пациенти, велите како ќе им посветите внимание, значи, толку колку бргу тоа така оди. Кажувам, значи вие само на брзина имате време да напишете еден рецепти, да го прашате колку му е температурата и да го пренасочите евентуално некаде. Пола од ординациите работат сами, значи двократно. Пола од ординациите имаат 2 тима и отворени се нонстоп. Значи работат од 7 до вечер до 9. Нема пауза, нема, ако пишува пауза, мислам, по закон, по не знам што. Нема пауза, ние сме приватни и сите овие пациенти сме ги стекнале со многу труд, со многу внимание, со многу квалитетно прегледување. Значи, за да имате бројка пациент, никој не ви ја носи. Вие треба да ја заработите со трудот, со односот, со културата, така, со дијагнозата. Така ќе се откажат и значи, кај друг лекар. Сега е слободно, значи секој пациент ако не е задоволен, има голема слобода да може да го промени матичниот 2 пати во годината, значи си имаме договорено со фондот за да немаат и они многу врска, 2 пати годишно може да промени пациент. Значи слободно е на некој ако не му се допаѓа да си отиде, но знаете, многу е тешко да најдете квалитетен доктор на кој што ќе му верувате, на кој не е само проблемот некој да ве прегледа. Знаете што значи да имате вие квалитетен, искусен доктор кој што уште кој ќе влезете, он знае значи кој е ви е проблемот.
Значи, вие знаете семено да му следите состојбата. И семено и ситуацијата сета и фамилиарно, заради тоа и се оди кон ние сме матични и семејни, пак ќе кажам, ако уште не сме крстени семејни, но сепак цели фамилии се кај нас. Значи матичниот функционира од 1 август 97, а приватниот сектор е од мај 92. Значи има еден континуитет каде што пациентите порано, значи можеше до капитација додека се воведе, да си бираат денеска кај еден, утре кај друг, кај трет, а со капитацијата и со врзување на матичниот доктор од 1 август 97 веќе има, значи, прикрепени пациенти. За пациент да дојде кај вас... Која е оптимална бројка за еден матичен доктор, број на пациенти кој што навистина може квалитетно да ги лекува? Сега се движи околу 1500 и 2000. 2500 е бројката сега која што максимална, значи која што е ставена, за која што 100%, нели, фондот ви исплаќа капитацијата. Понатаму бодот се намалува. Понатаму е дестимулативно со една цел да се вработат, значи повеќе тимови, да. И овдека во врска со ова прашање одма би сакала да се надовржам, сметам дека во моментов, значи мора да се вработи тим, што е голем проблем. Значи е голем финансиски издаток. За ако некој сака да вработи, зошто да не се релаксира тоа да биде на кого му треба сестра, на кого му треба доктор? Овдека сметам имаме потреба со Министерството на повеќе точки каде што треба да се направат промени во одреден закон. Значи, сметате дека некој лекар може сам да работи без сестра? Значи има ординации кои што имаат потреба да си вработат. Значи има ординации кои што имаат 3000-3500 бода. Значи со толку бода вие не можете да вработите и да платите и тим уште еден. Но може имате потреба, например, да си вработите доктор или две сестри, со тоа што докторите ќе работат прва и втора, а сестрата една сестра двократно. Значи, тоа се од искуството, значи од нашата пракса варија. Тоа се остатоци од обидот за приватизација на овој сектор. Предпоставувам се она што се најде тогаш во државното здравство, за да бидат вработени сите, па едноставно беа сите принудени да бидат како тимови, заради тие што не значи дека е неменливо. Јас ќе ве подоцна ќе продолжите за причините, еве да го вклучиме и доктор Ристовски за, да речеме и вие, кај еден гинеколог, колку квалитетно може да се пружи една услуга, колку пациенти дневно можат и дали се доволно овие пари што ги имате за да ги трошоците да се ги надоместите за прегледување и се што треба понатаму. Вака, сега прво би се вратил јас на првото прашање кое што го поставивте на колешката. Зошто матичните гинеколози во Македонија бараат партиципација за влез на пациент кај матичен гинеколог од 200 денари? Ќе објаснам едноставно. Многу повеќе од колку кај општиот лекар. 200 денари. Прво, во Македонија има 141 гинеколог кои што работат со фондот. Има 20 кои што не работат со фондот, се надвор, да речеме, од плаќањето исто приватни доктори. Од едноставна причина што гинекологијата е специфична малку гранка, специјалистичка гранка, оптеретена со нон-стоп нови начини и нови методи да речеме до едукација и така натака, со многу скапа апаратура. Ако сакаме да одиме во Европа ние, што треба да имате во ординацијата? Значи во ординацијата по најновите протоколи кои што ќе ги добиеме сега од Министерството, кои што ние ги поддржуваме, и сакаме да работиме по тие протоколи, бидејќи еднаш сакаме да се стави крај во тој дел на гинекологија, во тие протоколи обавезен да се има покрај стандардната опрема, да речеме, која што ја имаме сега во ординациите, и ако многу ординации кои што се приватизираа во Македонија гинеколошки, се приватизира само со 4 голи зидови, па мора да се опремуваат и така натака, значи мора да има покрај стандардната опрема, да има ехо апарат кој што е 3 или 4D, кој што е навистина скап, некаде од 40.000 евра па нагоре се движат, колпоскоп и други од сите инструментариум. И потрошен материјал. Потрошниот материјал е посебна приказна на која што сметам дека тоа е можда и посебна тема на разговор, затоа што е навистина многу скап, може би поскапо од сето тоа долгорочно, да речеме, бидејќи сите наши пресметки кои што во гинеколошката дејност, да речеме, кои што се, ние дојдуваме до ситуација да работиме само за материјалот, за исплата на долговите и ништо повеќе, остануваме без пари. Сите се убедени дека вие сте најпривилегираните доктори, примарната здравствена заштита, бидејќи земате од фондот по 100.000 денари месечно, 120 се зависи од бројот на пациентите. Но според вашите пресметки, дали се овие пари доволно за исплата на плати за тимовите, трошоците, кириите? Значи вака. Погрешна е тезата и погрешно е размислувањето на многу фактори во државата, па и на пациентите, па и нашите колеги кои што се, ние не ги напаѓаме колегите, јас не ги напаѓам. Сите се бориме за подобро здравје, за доброто на пациентот.
Верувајте, јас работам 30 години и јас со пациентот не сум дошол никогаш во ситуација да се скарам. Бидејќи тој иде заради мене или јас сум доктор заради него. Значи, не, тога мораме да имаме заедничка соработка. Меѓутоа, во досегашната пракса, која што е да речеме, ние не сме дошле до ситуација да се осетиме последниве 4 години дека навистина си доктор. Ние сме доктори за нашите пациенти, затоа не бираат. Меѓутоа, според она како се тие, ние сме финансирани. Значи, бидејќи сме на системот на капитација, сметам дека ја тоа била во некоја си добри гранки поставено и така натака, меѓутоа сега средствата кои што ги добиваме ние во гинекологија зборам, па и за мојата ординација, кај што имам јас 2 тима вработено, значи бидејќи морав да вработам уште еден тим, бидејќи има пациентки кои што бараат матичен доктор, знаете дека минатата година имаше проблем, не можеше да се најде матичен доктор во државава, значи па и во Скопје, значи сме малку и тие средства кои што ние ги добиваме, верувајте, од 30 давачки кои што ги имаме спрема државата, спрема здравствен дом, кири, струи, води и така натака, не стигнуваат. Значи, ние чекаме да дојат 3 месеци, да ги земеме тие цели кои што се дестимулативни, да речеме 30%, за да можеме да ги платиме давачките кон државата. И на крај, верувајте, јас би сакал, ништо повеќе, за тоа што се збори во јавноста, дека докторите, матични и гинеколози земаат 2000 евра плата, јас тоа самом далеку сон. Мојата плата, ако сакате, и сметам дека половина од просечниот личен доход во државата кој што е загарантиран. Да се вратаме на прашањето. Значи, ако сакаме да одиме во Европа и ако сакаме да имаме европско здравство, мораме да дел од одговорностите, дел од финансиите кои што се бидејќи во целото обкружување наше, Бугарија влез има да речеме 1 евро. Србија е 5 евра. Мислите пациентка и лекар, да. Секоја посетака и лекар. Значи, тој влезот во Германија е 25 евра. Па нашата економија не е повеќе од 20, мислам, од германската појата. Добро, нивниот стандард е поголем и може да си дозволат, но ние можеме во сооднос со нашите плати. Ама здравството не трпи, да речеме, да викаме ние сега не си во Германија, ти па не можеме да ти даеме таква услуга. Ние мораме да му ја даеме на пациентот, бидејќи пациентот е наша светост. Јас како доктор, да речеме, по Хипократова заклетва за мене е свет пациентот, светост. Јас дури многу години уназад, да речеме, кога сум работил на различни места, и во брза помош, и сум работил, да речеме, во пласница и така натака. Јас никогаш пациентот не сум го гледал прво како пари. Сум го гледал како пациент, бидејќи тој дошол да бара помош. Тогаш беше друг систем, кога сите работеа за плата и секако дали работеле или не, платата врвеше. Но сега е навистина треба да се заработи, а кога ќе се пресметат сите трошоци и не е толку едноставно како што изгледа. Не е едноставно, значи да собереш пари, да платиш сите трошоци, 30 давачки кои што се за една ПЗУ, да речеме, за една ординација и да платиш ново ехо, да речеме, и сите друго, значи не остануваат пари, верувајте. Фондот ги знае нашите пари и сметам дека ние, иако имаме многу добра соработка со фондот и со министерството, ќе го кажам тоа отворено. Овој предлог на некој начин може би олеснување за државните институции и за Министерството за здравство и за Фондот за здравствено осигурување, бидејќи не треба тие од својот буџет да ви зголемат капитацијата, туку на товар на пациентот едноставно ќе се решат, да речеме, дел од вашите проблеми. Пациентите претпоставувам дека нема да го поддржат овој предлог, секако дека секое бркцнување во джепот пречи, нели? Меѓутоа, иако се работи за символични средства, дали е можно за некого да стане недостапно здравството? Видите вака, ние не бараме нешто да се воведе ново. Ова беше до пред 10 години и доволно функционираше. Пациентите последните години го заборавија само начинот на учество во здравствените услуги, тоа се вика. Значи пациентот партиципација, токму затоа се вели, да. Затоа и се вика партиципација. Бидејќи плаќаме здравствено осигурување, години функционираше тоа сосема нормално. Да, бидејќи сите смета дека примарната здравствена заштита треба да е најважна, вратата на системот и така натаму, сметајќи дека овие пари се доволно, секако и одговорноста што ја носите е исто така голема. Се промени работите, но тоа не значи дека реформите завршуваат некаде. Реформите не завршуваат, видите.